Почитуван министр за внатрешни работи, почитувани припадници на македонската полиција, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани гости, драги пријатели. Дозволете најпрво да се заблагодарам на можноста да присуствувам и да се обратам на денешната церемонија во Центарот за обука во Идризово по повод промоцијата на новите полициски службеници. Несомнено станува збор за особено значаен настан, не само за македонската полиција, но и воопшто за Република Северна Македонија. Припадниците на Министерството за внатрешни работи се гарант за јавниот ред и мир, за нашата безбедност и сигурност. Во изминативе 3 децении изградивме високо професионална полиција, во чии редови се најдобрите и најподготвените, кои професионално, достоинствено и со личен интегритет ги извршуваат своите задачи, секогаш ставајќи се на располагање на граѓаните и нивните потреби. Со секоја нова генерација на полициски службеници доаѓа нова енергија, нова посветеност и решителност. Токму во вас, новите 590 полициски службеници, мажи и жени, гледаме мотивирани, посветени професионалци, кои одговорно и доследно ќе ги извршуваат своите задолженија, ќе ги служат на својата земја и ќе го штитат животот и имотот на своите сограѓани. Од денес, во ваши раце, ќе биде сигурноста и безбедноста на целата заедница. Во ваши раце ќе биде зачувувањето на мирот во земјата и спокојниот живот на граѓаните. Без разлика на родовата, етничка или верска припадност, вие носите иста униформа, дел сте од истата институција и заеднички ќе се борите против заедничкиот непријател на нашата заедничка држава, а тоа е криминалот. Ако сте подготвени, солидарни и максимално пожртвувани, не се сомневам дека ќе дадете се од себе во исполнување на обврските кон службата и кон татковината. Почитувани, живееме во сложени времења кои бараат постојана будност и континуиран ангажман. И ние, како и целиот свет, ги чувствуваме последиците од војните, од конфликтите, од пандемијата, од енергетските и финансиските кризи, од тензиите во меѓународните односи. Пандемијата на COVID-19, која се уште не е завршена и представува отворена закана за здравјето на граѓаните, на тест ги стави нашите здравствени работници, но и сите припадници на МВР. Токму нашата полиција со деноноќен ангажман се грижеше за имплементација на рестриктивните мерки, полициските часови, задолжителниот карантин, се во функција на спречување на ширење на вирусот и заштита на најранливите. Нашите полициски сили и ова лето, како и во изминатите години, се на располагање при гаснењето на пожарите и спречување на нивното ширење и загрозување на човечките животи. Припадниците на македонската полиција ги чуваат нашите граници и го спречуваат криумчарењето на мигранти, кое иако со намален интензитет не е престанато. Македонската полиција има клучна улога и во сузбивањето на организираниот криминал, кој е сериозен предизвик, но е обучена да се справи и со останатите закани, како што се тероризмот, хибридните закани или сајбер криминалот. Имајќи ги во предвид комплексните задачи што законите ги поставуваат пред Министерството за внатрешни работи, апсолутен предуслов е и понатаму да ги унапредуваме условите за работа на полициските службеници, да возможиме стручни обуки заради унапредување на нивните вештини и знаење. Секако, при тоа е круцијално, правично, финансиско вреднување на нивниот вложен труд. Верувам дека за сите овие работи имаме постигнато консензус и разбирање дека вложувањето во нашата полиција е влог во нашата безбедна сегашност и иднина. На крајот, дозволете ми уште еднаш на сите нови припадници на македонската полиција да им честитам за успешно завршената обука и да им посакам успех во понатамошната работа. Секако, освен професионално напредување и развој, сакам на личен план да ви посакам добро здравје и среќа и за вас и за вашите семејства.